Што ќе кажете за риболовот во Македонија? Па мислам дека тоа е едно од најубавите хоби што може да постои на овој свет. Сметам дека треба да ги искористиме нашите природни, па богами вештачки езера и реки и клисури. Сега кој како сака, но ние што сме страстните риболовци. Колку години сте вие во риболовот? Па цел живот да ви кажам. Секогаш кога имам време, расположение, рибарско друштво, риболовот ме влече како магнет на вистина. Мислам дека нашите природни езера се преполни со риба. Секако вид на риба, богами имаме и тајни неоткриени бисери во речниот риболов. Прекрасни предели. Сепак ние сме спортски риболовци, рекреативци. И за крај, не само што за крај, колку повеќе, пошто сме ограничени со времето, толку повеќе исто така и порибуваме. Ко за крај една порака до младите спортски риболовци, што ви пренеле една порака, да. Пред се нека си ја гледаат својата работа, нека работат, риболовот нека им биде секундарна работа, кога имаат време и прилика, нека посетат некоја река, некубав наш предел, може и на Средезоро, може и од овала со скара, да се искулира, меѓутоа тоа да биде 24 часа. Сепак и тоа си бара време, како за скара, како за гезме, како и за да се преспие, нели? Така што единствено нешто кое што наистина ни ги релаксира нервите е тоа. Но и да не забораваме да ја чуваме природата, да ја штитиме. Природата е на прво место. Природата е на прво место, немаме резервна планета. Да се грижиме и за рибниот фонд. Ние самите риболовци што сме само иницијативно да порибуваме и тоа да биде објавено и во јавноста, да се знае дека риболовот иде рака под рака со порибувањето. Многу повеќе треба да се порибува од што се лови, така што тие две работи одат едно со друго. Благодарам. Господине Балатигар, многу ви благодариме. Од голема корист е вашето интервју. Бистро и честно на вода. Чао, чао. Чао, благодарам што ме поканивте. Нема проблем, ќе ве поканиме повторно, пријатно.